Француски научници од Институтот за крв идентификуваа нова, 48 речиси непозната крвна група, наречена Гуада негатив, кај една жена од Гвадалупе. Ова е досега единствен познат случај, што ја прави оваа крвна група екстремно ретка. Истражувањето започнало уште пред 15 години, кога беше земен крвен примерок од пациентката, но вистинската идентификација на новиот антиген била потврдена дури неодамна од страна на тимови на Институтот за крв. Оваа долгогодишна посветеност ја потврдува сериозноста и значењето на научната потрага зад откритието. Откривањето на Гуада негатив е понудено пред експерти на Светскиот конгрес на Меѓународното здружение за трансфузија на крв во Милано на 31 мај 2025 година. Ова значено достигнување ќе влијае на трансфузијата, бидејќи некомпатибилноста кај вакви уникатни крвни типови може да предизвика сериозни реакции, вклучувајќи и фатален исход. Понатаму, ова откритие носи значајни импликации во здравствена пракса, од позитивното влијание врз здравјето на идните мајки заради можноста од создавање антитела до потенцијал за примена во неврологија, онкологија и ревматологија. Според Институтот за крв, крвна група се смета за ретка ако е присутна кај помалку од 0,4% од населението или ако нема други компатибилни групи за трансфузии. Платформата за јазична вештачка интелигенција, DeepL преведувачот, разви технологија која сега може да го преведе речиси целиот интернет на друг јазик за само 18,5 дена. Овој впечатлив напредок во машинскиот превод е резултат на повеќе од 8 годишна еволуција и напредок, откако DeepL беше лансиран во 2017 година од тим научници од Германија и Шведска. Користејќи напредни алгоритми и огромна компјутерска моќ, системот автоматски ги идентификува и обработува милиони веб страници. Резултатот е неверојатна точност и конзистентност што достигнува просек од 85% со автоматски систем за проверка, а истовремено останува достапен за човеков преглед за фини прилагодувања. Тоа значи дека организации и поединци ќе можат да користат DeepL за глобална комуникација, истражување, образование и бизнис. Оваа комбинација на брзина и прецизност може значително да ги намали трошоците и времето потребно за локализација на веб-содржини и дигитални ресурси. Сепак, според експертите, иако ова е голем чекор напред, машинскиот превод се уште не може целосно да го замени човечки превод за покомплексни, културно чувствителни текстови. DeepL сепак дава опција за човечка ревизија, обезбедувајќи златен стандард на точност и доверба во крајниот резултат.